Почитувани представници на медиумните дами и господа, дозволете ми на почетокот да ова моје обраќање да изразам и изнесам едно свое длабоко уверување, кое верувам дека го споделуваат мнозинството граѓани на Република Македонија, а тоа е дека легализмот не може да биде половичен, ниту пак остварлив, доколку не ги содржи сите потребни инструменти и механизми кои што ќе водат до целосна правна сатисфакција. Истовремено легализмот, како вредносен принцип на општествено поведение и функционирање, не ќе биде воопшто возможен доколку изостанува волја, јасна, недвосмислено изразена, од сите оние задолжени за спроведување на законите. Зошто ова го говорам? Затоа што токму низ призмата на денешна наша заедничка тема за дискусија, конфискација на имот и нелегално стекнат имот на корис, која што практично представува еден од есенцијалните начела во реално и објективно спроведување на законите. Можеме да дадеме точна оценка од каде, како и колку сме направиле, или сакаме да направиме по граѓанските консензуално тежнение за целосно спроведување на владењето на правото, како фундамент на сеопштиот индивидуален и колективен просперитет. И уште на самиот почеток сосема отворено треба да си кажеме дека многу повеќе од субјективни отколку од објективни причини во сите изминати години независно екзистирање на нашата држава, првенствено политиката успеа да креира состојба на правно-политичка, институционална заробеност на правдата и правото наспроти природните и нужни интереси на граѓаните на Република Македонија. При тоа, доведувајќи не сега во позиција во која што постои само еден избор. Конечно воспоставување на владењето на правото, без никакви импровизации, без полурешенија и без компромиси. Продолжувајќи во истиот контекст, ќе бидам дециден и ќе истакнам. Конфискација на имот и нелегално стекнат имот на корис е еден од клучните механизми не само во поглед на остварувањето на правото во негов вистински смисол, туку и во поглед на конкретна превентивна действителност на сите надлежни институции во сузбивањето на криминалот, односно во стегнувањето на противправната имотна корис. Во крајна линија, верувам дека сите ќе се сложиме од е многу пологично или поразумно демотивирањето на криминалната закана, отколку последователното действување откако таа се реализира. Значи, конфискација на нелегално стекнатиот имот и особено делот на истражните постапки за неговото детектирање и документирање мора да станат суштински дел од цевкупниот систем на спроведувањето на законите. Впрочем, како што на сите овде ни е познато, токму во оваа насока, со години наназад, добиваме сериозни замерки и препораки од нашите меѓународни партнери. Оттаму Министерството за внатрешни работи, односно Владата на Република Македонија, како врз основа на сопствените политички определби, така и врз основа на препораките на меѓународниот фактор и пред се водејќи се од интересот на граѓаните за конечно етаблирање на владењето на правото, започна меѓу другото и процес на операционализација на сите потребни компоненти и решенија за восстановување на конфискацијата и детекцијата на нелегално стекнатиот имот како неопходен инструмент во борбата против криминалот, особено неговите потешки форми, но и во борбата против корупцијата, за чија што појавност во сегашни години размери заслуга има токму нелегално стекнатиот имот. Како што е познато, со реформскиот план на Владата на Република Македонија, познат како План 369, во делот на борба против организираниот криминал, ние влеговме во еден циклус на фундирање на низа неопходни инструменти што ќе ја зголемат ефикасноста и функционалноста на институциите задолжени за спроведување на законите. По прв ред на Министерството за внатрешни работи, финансиската полиција, управата за јавни приходи, царинските служби и судовите. Тргнувајќи од фактот дека нема успешност доколку не постои институционална координираност, квалитетни нормативни рамки, организационно-техничка, но и квалитативна кадровска, односно стручна поставеност. Јасно беа назначени мерките што првично треба да бидат преземени. Во тој поглед мора да го посочам поставувањето на основите за отпочнување со работа на Националниот координативен центар за борба против организираниот криминал. Меѓуинституционално тело кое што примерно има за цел не само да олесни и интензивира размената на информации и податоци на инволвираните институции, туку и прецизно да ги детектира и координира активностите на институциите. При тоа што е особено важно за МВР е севкупното засилување на капацитетите на одделот за сузбивање на организиран криминал и корупција, практично како носечка организационна единица на македонската полиција во борба против сите форми на организиран и сериозен криминал. До крајот на годината, а врз основа на добиените препораки
ние целосно ќе го започнеме ова кадровско зајакнување на одделот, но и редефинирање на неговата организационна поставеност и надлежност. Тоа произлегува од сите активности кои што до сега биле превземани од страна на овој оддел, дека постојат и нормативни, меѓутоа и кадрски недоследности, кои што најчесто биле злоупотребувани за други цели наместо да бидат насочени кон задоволувањето на правдата и водење на сериозна битка против организираниот криминал и корупција. Се разбира дека не помалку важно е и актуелното воспоставување на нормативни критериуми во делот на управувањето со човечките ресурси, но во контекст на нови антикорупцијски мерки и систем на мерки за интегритет на правотените. И конечно веќе усвоената од страна на владата на Република Македонија стратегија за зајакнување на националните капацитети за водење на финансиски истраги и конфискација на имот со акционен план, документ што меѓу другото децидно наложува според зацртаната динамика на акционниот план до крајот на годинава целосно да бидат функционални посебните организациони единици за водење на финансиски истраги во повеќе институции, се разбира тука вклучително и Министерството за внатрешни работи. Именно основата на овој документ, исто така базиран на препораките од извештаите на Европската комисија и на оценските мисии за напредокот на Република Македонија, е фактот дека ефикасната борба против организираниот криминал е единствено успешна доколку се детектира и одземе финансиската корист прибавена од кривичното дело. А следствено на тоа примерна задача е воспоставување на концепт за водење на финансиски истраги, што ќе одат напоредно со самата истрага за организиран криминал. И оттаму и потребата за формирање на посебните и добро обучени и успособени организационни единици, што веќе ги споменам, не само во рамките на Министерството за внатрешни работи, туку и во рамките на финансовата полиција и можеби најважно во рамките на јавното обвинителство, кој што ќе треба врз основа на унифицирани внатрешни стандарди и оперативни процедури, координирано да ги водат паралелните истражбени тести. Одреден дел од конкретни активности што во овој период, но и во текот на втората половина од минатата година, ги превземаше Министерството за внатрешни работи како во поглед на интензивирањето на борбата против организиран криминал и корупција, така и во поглед на реформирање и градење на поквалитетни организационно-нормативни, техничко-кадровски предпоставки за поефикасна спротивставување на кон најтешките облици на криминал и покрај другото целосно кореспондира и од насоките на посочената стратегија. Почитувани присутни, дозволете ми на крајот сосема отворено да истакнам дека институциите на системот не смеат да дозволат на тамошно суштествување на засега се уште превладувачка перцепција на граѓаните за неказнивост како своевиден општествен стандард. Ниту пак на тамошното дерогирање на правото и правдата како така. Иако може би наведувам денешната тема за конфискација на имот и нелегално стекната имотна корист, за лаичката јавност ќе личи на расправа за некакви обични правни финанси. Содржината што таа има и што во крајна линија треба да ја демонстрира преку правно-политичкиот институционален систем е многу поголема од обична расправа за нормативни или процедурални механизми. Таа всушност навлегува во самата срж на нашата реална подготвеност и волја. Еднаш за секојаш да кажеме доста за организираниот криминал и корупција. Затоа се надевам дека дискусијата што предстои, како и ангажмани на сите нас овде на ова поле, ќе отворат пред нас нови идеи, можности, решенија за оптимално и ефикасно справување со нелегално стекнатиот имот и ригорозност сузбивање на криминалните закани. На крајот сакам да искажам целосна отвореност и подготвеност на Министерството за внатрешни работи и на сите негови надлежни служби за конкретна интензивна соработка со сите општествени чинители во овој домен од борбата против организираниот криминал, заради тоа што корупцијата и криминалот во Македонија ги јадат и работните места, јадат и економијата, а со тоа и селат граѓаните од Република Македонија. Во тоа име сакам да градиме Македонија таква како правна држава со ефикасно спротивставување на криминалот и корупцијата и да создадеме услови пред се на почет кои што ќе овозможат граѓаните на Македонија овде да ја градат својата иднина. Благодарам на